почитуван подпредседателе, почитуван председателе на владата, почитувани министри, почитувана македонска јавност, почитувани колеги пратеници, сакам на почетокот на поставувањето на моите пратенички прашања да изразам најдлабоко сочувство до семејствата на настраданите во пожарот во Кочани. Изминува веќе трета недела по најтешката трагедија во нашата понова историја. Трагедија во Кочани во која животите ги загубија 59 млади луѓе, а околу 200 беа повредени. Институциите, системот, државата потврдија. Останаа болката, гневот, револтот за она што се случи. Веројатно тоа ќе остане уште долго време. Ваква трагедија со толку многу жртви и повредени повикува на неселективна истрага и утврдување на одговорност. Од највисоко до најниско ниво, на сите кои имале обврска да делуваат, а не делувале. Одговорност за секој, ама баш за секој. Но досега нема одговор на најважните прашања. За потврдувањето на безбедносниот систем, кој е одговорен за пожарот кобната Нојке и кој дозволи таков настан со присуство на толку луѓе и малолетници. Клучна улога за безбедноста на граѓаните, за сигурноста на јавните собери, за превенцијата и спречување потенцијални настани со огромни последици е во Министерството за внатрешни работи. Затоа ќе поставам прашање до министерот за внатрешни работи како најповикан да се грижи за безбедноста на граѓаните. Господин Тошковски, механизмите за контрола под надлежност на Министерството за внатрешни работи покажуваат алармантни пропусти непосредно пред и за време на комниот настан на Бирото за јавна безбедност, на ОВР Кочани и на секторот за внатрешни работи од Штип. Затоа ќе наборам неколку факти. Факт број 1. Законот за јавни собери јасно наведува дека за собери со повеќе стотици лица, како што беше овој настан со 650 присутни, полицијата има обврска да има оперативни сознанија и да превземе мерки за обезбедување, дури ако соборот не бил формално пријавен. Стандардните процедури во вакви случаи вклучуваат: прво, формирање оперативен штаб најмалку во ОВР Кочани; второ, комуникација со сите сектори за внатрешни работи за можни ризици и присуство на организирани групи; и трето, превентивно зголемување на полициско присуство. Министерството за внатрешни работи не подготвило официјален план за обезбедување на настанот, што е стандардна процедура при јавни собори со голем број на посетители. Овој пропуск значително ја намалил способноста за контрола и управување со ризици, особено во случај на итни ситуации. Факт број 2, почитуван министер, Министерството за внатрешни работи, односно БЈБ, СВР Штип и ОВР Кочани не направиле ниту план за проценка на ризик, без разлика што немало официјално известување, настанот јавно бил објавен и најавен, а покрај тоа немало комплетен безбедносен план. Значи, Министерството за внатрешни работи конкретно во Кочани не постапило по закон. Да постапеше на местото настанот имаше полиција, противпожарна бригада, брза помош и безбедносен план кој можеше да спаси животи. Факт број 3. Министерството за внатрешни работи е директно одговорно за контрола на процесот на употреба и давање дозвола за користење на пиротехника во затворен простор, што е единствена причина за пожарот, а Бирото за јавна безбедност одговорно за безбедување на јавната безбедност. Факт број 4. МВР не презел никакви активности за прекинување настанот кобната вечер, иако непосредно пред случување среќата во клубот имало полиција, ама во 2 часот по полноќ. Увиделе присуство на малолетници, присуство на пиротехника, затекнале настан кој се случува непријавено во клуб кој биле должни да знаат дека не поседува валидна лиценца и не превзеле буквално ништо. И уште еден факт. По смената на началниците, собственикот прво го реновирал клубот, па го отворил во ноември, исто така со јавна најава. Немал лиценца, полицајците оделе во акцијски контроли во диво кабаре, а не спречиле ништо. Доколку МВР преку своите ОВР и СВР постапеле по било кој од овие 4 основи, кои што ги наведав претходно, немало да има ваква трагедија, почитуван министер. Ова го покажува директното непостапување на службениците на Министерството за внатрешни работи, особено Бирото за јавна безбедност и службениците во СВР Штип и ОВР Кочани. Господине Тошковски, моето прво прашање е: кој ќе одговара за овие институционални и системски пропусти на Министерството за внатрешни работи?
Ама не лани, не пред 2 години, туку на денот на несреќата на 16 март 2025 година. Второто мое прашање исто така упатено до министерот за внатрешни работи. Господин Тошковски, досега ниту еден командир, инспектор, началник или повисок функционер во Министерството за внатрешни работи од Овара Кочани, СВР Штип или Бирото за јавна безбедност, кој кога се случил настанот, а биле на функција, не е меѓу приведените или е опфатен во истрагата. Иако тие на 16 март биле на различни позиции, биле дежурни и најважно имале законска надлежност и обврска да постапат вечерта за време на трагедијата. Јавноста се прашува како е можно да не бидат предмет на истрага функционери кои вечерта биле на функции, а не презеле никакви мерки за спречување или заштита на граѓаните. Меѓу овие луѓе, почитуван министер, е Томо Донев, началник на криминалистичката полиција на Кочани, кој бил на функција на денот кога се случила трагедијата. Ова погледната фотографија кажува буквално се. Томо Донев, началникот на криминалистичка полиција од Кочани, присутен на партиски настан на ВМРО ДПМН во Кочани. И покрај тоа што знаеме дека во законот за внатрешни работи полициските службеници не смеат да учествуваат на политички настани, не смеат да бидат членови на политички партии. Согласно законот, имаат обврска ова да го почитуваат. Моето второ прашање, господин Тошковски, е дали е ова причината што Донев или било кој функционер од Министерството на внатрешни работи што имал обврска вечерта и бил на функција, не е повикан на распит и не е опфатен во истрагата. Моето трето прашање е поврзано со криминалните скандали со обезбедувањето на председателот на владата Христијан Мицкоски, кој што стана секојдневие. Ангел Самараков, припадник на најтесното обезбедување на премиерот Мицкоски, беше фатен како оддава доверливи информации. Замислете, членот на обезбедувањето на председателот на владата, фатен, жив, со слики, со видеа, како оддава доверливи информации. Како е можно лице со такво унесување и поврзаност да биде дел од обезбедувањето на премиерот е прашањето кое што лебди во јавноста. Оти Самараков не е случајна фигура во безбедносниот тим на премиерот. Тој е долгогодишен партиски член на ВМРО ДПМН. Покажуваат фактите затоа што и неговата сопруга била на листа на таа партија. А не е ниту изолиран случај. Ова е втор скандал за кратко време. Пред само неколку месеци јавноста дозна дека шефот на обезбедувањето на премиерот физички нападал полицаец кој бил надолжен за време на акцијата против трговија со дрога. Овие инциденти, министре, отвораа сериозни прашања за безбедносниот апарат, но и за можна поврзаност на луѓе од власта со криминални структури. На неговото ниво, во структурата на Министерството за внатрешни работи, тој немал пристап до таков вид на информации. Значи морало да има некој кој што има пристап и кој што му ги дава тие информации. Затоа ви го поставувам следното прашање. Кој му ги дал тие доверливи информации на Самараков? Граѓаните имаат право да знаат дали безбедносниот систем воопшто функционира или служи за лични интереси поврзани со поземјето. Мора да има одговорност, транспарентност и итна постапка за расчистување на овие наводи. Затоа што ова е борба за каква држава ќе бидеме. Правда или безбедна или заробена од мафијата. Ова се прашањата кои што господин Тошковски очекувам јасно, прецизно тука пред македонската јавност да ги одговорите. Благодарам.